Поголем хаос во ловството немало никогаш во долгата историја на ловното стопанство во Кочанско. Тоа го потврдуваат низа недоследности на стартот на новата ловна сезона од начинот на кој действуваат ловните здруженија и други концесионери на ловиштата. Иако сезоната за лов на дива свиње започна со првиот викенд во октомври, подружницата Осогово на Македонски шуми се уште не им издава дозволи на заинтересираните ловци за планинските ловишта. Наводно не ја доставиле потребната ловностопанска документација и можно е воопшто да не добијат концесија. А голем број ловци чекаат да се зачленат токму кај нив поради пониската вредност од 3000 денари и атрактивноста на високите планински терени. Подружницата во текот на годината не се јавува ниту како организатор на хајки за отстрел на штетен дивеч. Пасточарите кои одгледуваат добиток во атарот на тие ловишта стануваат незаштитени од волците. И другите концесионери своите законски обврски ги извршуваат колку да се одолжат, без суштински активности и ефекти. Во Кочанско не се слушнало со години да биде острелан волк во организирана хајка, иако овие предатори се намножени и им прават големи штети на сточарите. Каква е состојбата со ловството, може би најдобро зборува податокот дека ловечка вечер не е организирана повеќе години наназад. Може би еден од најсериозните пропусти е нетранспарентноста на ловните здруженија, односно концесионерите кои јавно не ги објавуваат податоците за бројноста на дивечот на терен, плановите за отстрел на полезен дивеч, прехранувањето во зимскиот период, појавата на болести кај поедини видови диви животни. Во таква ситуација се добива впечаток дека секој лови во матно, при што губитници се сите, освен се разбира концесионерите.